По 5 дена пауза пратениците ја продолжија конститутивната седница. 13-тото продолжение на седницата на Собранието продолжи во слична атмосфера како и на претходните. Пратениците и денеска со бројни реплики и контрареплики. Расправа за избор на Собраниска комисија за избори и именувања, но и можноста да се прескокне оваа точка и да се премине на избор на собраниски спикер, но и така наречената тиранска платформа. Од ВМРО ДПМН е на ставот дека платформата представува сериозен проблем за граѓаните. Од СДСМ пак велат дека платформата не постои. Значи, граѓаните на Република Македонија и од третата изборна единица, но исто така и од шестата изборна единица, ги интересираат нови фабрики, ги интересираат нови вложувања, а не проекти кои што ќе ги поскапат проектите кои што веќе се случуваат, не проекти кои што ќе ги направат општините нефункционални, не проекти и платформи кои што ќе значат долгорочни проблеми и помалце проекти. Сега платформа нема. Јас не знам како да ви објаснам. Се обидов и по лека, и на странски јазици. Ево ја сега единствената платформа. Се вика програма на новата реформска влада. Кој ќе ја прифати оваа програма? Учествува во креирањето на владината политика. Кој нема да ја прифати, останува надвор од владата. Толку едноставно и толку лесно за памтење. Пратеникот од Дуе и Упалими повика пратениците да ја остават Тирана на мира и да се занимаваат со проблемите во Скопје, а продолжи и дебатата за тоа дали има тиранска платформа или декларација на албанските партии, пошто Илија Димовски од ВМРО ДПМН истакна дека проблемот не е во насловот на платформата, туку проблемот е во тоа што со истата се бара промена на Охридскиот рамковен договор. Подпишан е меѓународен договор, тоа е Охридскиот рамковен договор и преку тој договор, од тој договор и извира тоа право за граѓаните албанци. И би ве замолил, колеги пратеници, да се занимавате со проблеми кои што го засегнуваат општеството во Македонија. Занимавајте се со проблемите на општините, со реалните кризи, а да не создаваме кризи кои што не постојат. Оставете ја Тирана на раат. Занимавајте се со Скопје. Убаво знаете каква криза има во Скопје. Има институционална криза. Има криза затоа што неколку дена ништо не функционира во оваа држава. Ние албанците сме навикнати да трпиме, да и ќе трпиме и ако продолжи ова година или две. Меѓутоа, како вие на вашите граѓани од кои што сте го побарале гласот, како ќе им објасните ним, што ќе направите вие за нив? Верувам дека се тие свесни и ја сватиле реалноста во оваа држава и убаво би било да се договорите меѓу себе. Седнете, разговарајте. Проблемот е во суштината, не е во насловот на таа платформа, дали е од Тирана или не е од Тирана. Не е проблемот дали е платформа или е декларација. Проблемот е во тоа што со тој документ се бара репреговарање, односно поништување на Охридскиот мировен рамковен договор. Во Охридскиот рамковен договор има прецизно дефинирано каква е употребата на албанскиот јазик во Ве молам без дофрлање. Значи, во Охридскиот рамковен договор е прецизно дефинирано каков е опсегот на употребата на албанскиот јазик во Македонија. Тоа е со уставни амандмани дел од Уставот на Република Македонија. И оваа платформа која што сега се наметнува е целосно променување на Охридскиот рамковен договор, односно на среден или на долг рок ќе значи притисок и барање за промена и на Уставот на Република Македонија или она што имате намера да го направите со колегите од СДСМ, користејќи еден збор од Уставот дека тоа се регулира со закон, се противуставно да ставите во закон и практично со закон да го дерогирате и Уставот и Охридскиот мировен рамковен договор. Пратениците од ВМРО ДПМН и денеска побараа СДСМ да се откаже од платформата од Тирана, што според нив е едниот можен излез од политичката криза. Другиот е да се распишат предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Од СДСМ пак сметаат дека со расправата во Собранието не се почитува собранискиот деловник, но и денеска побараа да се стави на гласање нивниот предлог, да се премине на новата точка избор на председател на Собранието.